Еве веќе третата недела откако тема на разговор во Собранието на Република Македонија е реконструкцијата на владата на предлог на премиерот Димитар Ковачевски. Стигна тема на разговор да бидат и дел од заменичките министерски места, кои што исто така беа дел од пазарот на еденденска безброј. И еве разговараме за заменичките министерски места за одбрана, за заменик министерот за Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство и за заменик министерот за образование и наука. И денес повторно ќе кажам, како и на почетокот од оваа расправа за реконструкција пред 2 недели, дека ако бевме на нормална држава, причините за разрешување на овие заменици министри требаше да бидат неуспесите во ресорсите во кои што тие беа задолжени да работат, односно и се уште се актуелни заменици министри, а не причина да биде пазарењето. И причина за нивната замена да биде тоа што партијата Алтернатива на албанците, Ковачевски, мислејќи дека има поголемо парламентарно мнозинство, реши да ја замени во владата со партијата Алијанса за албанците. Значи, никако не се разгледуваше нивниот квалитет, нивното работење, ами причина за нивната промена е пазарењето. По скандалот со учебниците на 4.10.2022 година на предлог на Министерството за наука и образование со поддршка на владата се донесе одлука за формирање на Совет за унапредување на образованието и наука. И во стилот на својот претходник Зоран Заев, кој се назначи себе си за председател на телото за реформи во правото, не можам сега да се сетам тело ли беше, совет ли беше, така и неговиот наследник Димитар Ковачевски си се самоназначи за председавач на овој совет за унапредување на образованието и науката. Овој совет најверојатно остана да постои само на хартија, заради тоа што нема никакви резултати во насока на подобрување на образованието и образовниот процес. Учебници и учениците се уште немаат. И бидејќи премиерот е председател на овој совет, сега е моментот, заради тоа што е присутен во собранието во оваа сала, да даде одговор дали е направена проверка на сите нови изданија на учебници со цел да не се повтори она што се случи со учебникот за историја и општество. На ден 22.11, како резултат на поднесена представка и спроведен вонреден инспекцијски надзор од страна на Државен просветен инспекторат, Државниот испитен центар донесе решение и одлука во 2022 година за кандидатите за директори кои се стекнале со право за полагање на испит, согласно Законот за обука и испит на директор на основно и средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење, со кој што им ја поништи оваа 32 испитна сесија. Од страна 111 кандидати кои што се пријавиле за полагање на испит за директор се поднесени жалби за повторен инспекцијски надзор. Истите 111 кандидати, сите знаеме овде присутни и цела јавност, дека ги исполнуваат баравените услови и успешно го положиле и првиот и вториот дел од испитот. Меѓутоа, за жал, се уште Министерството и Државниот испитен центар не закажуваат, односно не предлагаат термин за полагање на третиот дел од испитот, со тоа што ќе потврдат дека првите два им се положени и не земаат во предвид сумата која луѓето ја уплатиле, ама не го земаат ни предвид тоа што тие пари кои што овие луѓе ги уплатиле, оваа власт веќе ги потроши, не знаат ни зошто. Истото се случува, почитувани, и со вработените односно со оние кои што се дел од Министерството за труд и социјална политика, односно вработените во градинките. Премиерот и Министерката за труд и социјална политика не закажуваат полагање на испит за директори на оние кои што се поставени за ВД директори во градинките. Меѓутоа, за трагедијата да биде уште поголема, веќе 2 години не се дозволува полагање на стручен кадар, стручни соработници, воспитувачи и негователки во градинките, односно не се дозволува полагање за лиценца. Власта оди со мислата дека ќе ги изигра и ќе ги донесе во лоша ситуација градоначалниците на ВМРО ДПМН и опозицијата.
и кадрите кои што тие ги поставиле и во училиштата и во градинките, меѓутоа не го зема предвид фактот дека се прави всушност најголема штета на децата, на учениците, како во основното и средното образование, така и на дечињата во градинките. Односно, се доведуваме во ситуација во поголем број општини, меѓу кои општината од каде што јас доаѓам, Прилеп, да немаме лиценциран кадар за работа во градинките. И на чија штета е тоа? Сигурно нема да биде штета на градоначалникот или на пратениците од ВМРО ДПМН, туку ќе биде на штета на децата за кои што нема кој да се грижи во градинките. Владата нема ни на повидок решение за лажните дојави за бомби во училиштата кои станаа секојдневие. Учениците веќе неколку месеци губат од наставата. Представниците на владата дадоа устни насоки, изгубените часови да се реализирале онлайн. Уснова е дадено како насока, бидејќи е спротивно на законот како за основно, така и за средно образование во Македонија, ама тие не им дадоа устно насока на просветните работници како всушност ќе изведуваат и како да изведуваат и кога да изведуваат ова онлайн настава. Денес повторно имаме пријава за 39 лажни бомби во скопските училишта. Никој тоа од власта не го споменува. Трета недела се расправа за реконструкцијата на владата, се уште нема никакви одговори за филмските бегства од затворите и веќе не впечаток, ами едно е сигурно дека она што владата го мисли или не смее да го прави, го кажуваше јавно досегашниот министер за правда Топанчевски, кој покрај што ја нарече владата пазар тројка, кажа дека и не смее да зборува за бегствата од затворите, па како што тој не смееше досега, најверојатно ни премиерот не смее да проговори на оваа тема. Срамно е и што владата и сите институции во државата го забошутуваат проблемот со хакираниот систем на Фондот за здравствено осигурување кој се случи единствено заради неспособноста на менеджментот на ФЗО. Целиот систем на податоци на фондот беше и се уште е загрозен и сигурно е се уште под сериозна опасност. Ковачевски како премиер молчи, владата молчи, институциите кои треба да го истражуваат ова се уште молчат. И наместо денес да расправаме овде за разрешување на заменици министри, премиере, веќе кога имате една комплетна влада од ноќеска, денес требаше да имаме една итна седница на која ќе ги донесевме законите за набавка на лек за луѓето болни од цистична фиброза. И по трет или четврт пат во овие 2 недели споменувам дека ништо вас не ве спречуваше и вашата влада да инициирате директна постапка за набавка на лек, иако голготата на пациентите трае повеќе од 2 години. А да не зборувам пак дека 6 години не е направен ниту еден исчекор во однос на законските процедури, кои денес, односно не денес, кои овие изминати 2 недели и повеќе ги наведувавте како причина за ненабавката на лекот за болните од цистична фиброза. Има пари за енормно скапиот пиар на премиерот кој што денес излезе во јавност, досега не виден на овие простори, покажуваат истражувањата, ама за жал во нашава држава нема пари за набавка на лекови на оние кои што им се најпотребни. Премиерот должите одговор на прашањето кое и вие и колегите пратеници од власта го игнорирате веќе со недели. Како се отпишан 1500 тони пченица и 500 тони јачмен од државните резерви вредни 650.000 евра? Дали истите завршиле на црниот пазар? Кој и кога ќе сноси одговорност за ова? Дали имате поведено некаква поставка или за ова решивте да молчите, бидејќи всушност вие сте на чело на владата и најголемиот виновник за ова ќе бидете и тоест сте вие. Премиере, должите многу одговори, но она најважното што го должите на македонскиот народ и на нашата држава е час поскорно да си заминете, за да може да се спаси она што може да се спаси од Република Македонија. Благодарам. Драган Ковачки има збор.